дискусија, моите колеги има доста обширни дискусии за состојбата во здравството во Република Македонија. Меѓутоа, јас сакам да го искористам присуството на премиерот денеска овде и да всушност низ мојата дискусија и му поставам неколку прашање, односно да разјасниме некои дилеми кои што ги тиштат граѓаните во Република Македонија од областа на здравството. Значи, зошто всушност денеска имаме избор на нов заменик министер? Затоа што причината ја видовме сите, зашто заменик министерот си даде оставка, беше тоа покажано на медиумите. Причината е заради земање на мито од 50 евра од страна на заменик министерот за извршување на операција која што по интервенцијата пациентот ке требаше да му даде на заменик министерот уште 1000 евра на рака. И тоа, почитувани колеги, се случува во јавното здравство, не во приватното здравство, што е незаконски и е казниво со закон. И друго нешто што сакам да кажам, а е посочено од голем број на пациенти, е дека оваа пракса е многу честа во јавното здравство или земањето на мито во јавното здравство е јавна тајна и затоа овде би сакала да го прашам премиерот што тој ќе превземе во ова насока, односно ова јавна тајна да прекине во јавното здравство. Второ, зашто сакам да зборувам, а и ми направи голем револт, тоа е кажувањето од страна на премиерот за честите средби на Вице Заев и на Венко Филипче во кафеаните и дека тие средби се обавувале од хумани цели, односно за да им се помогне на некои пациенти. Господине премиере, е токму ваквиот начин на помагање на некој пациент преку вашиот брат, преку министерот или преку други високи функционери е најголемата болест во здравството за која што очигледно ниту има лек, ниту пак има волја да се надмене. Господине премиер, добро е ако некој пациент има некоја врска со некој висок функционер за да дојде до некој од бараните доктори за да си го спаси животот, но што станува со оние пациенти кои што немаат таа привилегија, како тие да дојдат до потребниот доктор за да си го спасат животот или да си го подобрат своето здравје, односно обичниот граѓанин кој со години одделува за здравствено осигурување и сега за возврат не ги добива основните потребните услуги во јавното здравство. Тоа ми е прашањето. Друго што сакам да кажам, господине премиер, а сте должни кон граѓаните во Република Македонија, сметам дека вие како прв човек на владата должни сте на сите граѓани во Република Македонија да им обезбедите еднакви услови за лекување, односно услови и услуги кои што ќе бидат подостапни за сите граѓани во Република Македонија, бидејќи сите пациенти во Република Македонија се еднакви пред докторите. Нашиот народ, почитуван премиере, е многу сиромашен и вие како влада должен сте да им обезбедите достоен живот за живење и за лекување во јавното здравство, бидејќи тие со години си плаќаат за тоа. Меѓутоа, наместо тоа,
А и добро е нешто што сакам да констатирам дека проектот Мој термин беше добар проект и приоритетен упат, нешто со што обичниот пациент можеше некако да дојде до потребниот доктор. Вие ветивте дека овој проект Мој термин ќе го надградите, меѓутоа очигледно е дека со ваквиот начин на паѓање на врски за лекување овој проект умера. И друго за што сакам да зборувам, а тоа е она што ниту го кажавте, а и ниту го ветивте, господине премиере, а тоа е приватизацијата на биохемиските лаборатории, приватизацијата на брза помош, приватизацијата на детската хирургија. Господине премиер, една кардиохируршка интервенција во Жан Митрев е двојно или има двојно повисока цена отколку исто таква интервенција во Бугарија и во Словенија. Значи, една операција кај Жан Митрев вреди колку две исти такви операции во Бугарија. Ке ве прашам, дали на овој начин не му се одолжувате на Жан Митрев затоа што повика да се излезе на референдумот за промена на името? Тие пари, господине премиер, се пари од здравството на сите и не можете само вие да носите одлука каде и како ќе се насочуваат парите од Фондот за здравство, односно парите да ги насочувате само во клиниката на Жан Митрев. И друго нешто што на крајот сакам да кажам, бидејќи има голем притисок да го скратам времето, е: почитуван премиер, знаете ли која е општата перцепција за јавното здравство во Република Македонија? Дека намерно го обезвреднувате јавното здравство за постепено да го приватизирате. Затоа народот вели, намерно избравте друга територија, односно Ѓорче Петров, за изградба на нов клинички центар и по изградбата си правите услови прекрасните објекти во центарот на Скопје да си купите токму вие и луѓето околу вас, како Венко Филипче, Вице Заев и така натаму. Благодарам.